Во овој момент во Република Македонија има над 75.000 правни субјекти, од кои поголемиот дел, над можеби 80%, се со 1 до 9 вработени. Во овие тешки моменти на предизвик пред македонската економија, голем дел од нив се судираат со проблемот на ликвидноста. Овие субјекти според нас од Граѓанско-демократската унија, кои што имаат од 1 до 9 вработени, тоа се малите, микро и средни компании, се основниот столб, рбетот на македонската економија, и затоа се наш основен приоритет во насока на развивање и имплементирање на економски мерки. Затоа ние предлагаме намалување на вкупното зафаќање од бруто плата по основа на даноци и придонеси. Намалување или можеби целосно укинување на голем дел од административните такси, дел од други типови на давачки и најразлични бирократски методи за земање на средства од малиот и среден бизнис во Македонија. Кога станува збор за глобите, за административните казни, сметаме дека дојде моментот во кој што во Македонија прагот на трпение кон тој проблем да биде сведен до минимум, а идниот состав на македонскиот парламент да донесе конкретни законски решенија со кои ќе му даде можност да добие голтка воздух тој мал и среден бизнис. Ние размислуваме и за семејниот бизнис. Размислуваме за тоа како македонското семејство, особено во помалите населени места, да не размислува на темата како да ја напушти Македонија, а преку своите занаети, способност и квалитети на еден од своите членови да започне свој мал семеен бизнис. Размислуваме за поддршка на регионалниот, на селскиот туризам, на создавање на економски понуди и пакети за цели региони во државата. Ако ги погледнеме работите без непотребна емоција, голем дел од македонската територија нема еднаков однос кон законите. Со должната почит и искреност можеме да констатираме дека на некои делови од територијата на Република Македонија не важат законите, особено кога станува збор за фискална дисциплина и работењето на управата за јавни приходи. Ние размислуваме за создавање на фискален совет. Фискален совет кој што да функционира во едни нормални услови, а не како сега само и единствено во условите на COVID-19. Граѓанско-демократската унија предлага фискална децентрализација. Тоа значи дека половината од платените персонални даноци, тоест персонален данок од граѓаните, ќе бидат за сметка на државниот буџет, а другата половина, 50% од нивните даноци, да се вратат назад во нивните локални самоуправи. Сметаме дека децентрализацијата и особено фискалната децентрализација ќе изигра клучна улога во раздвижување на регионалниот развој во Република Македонија. Имаме и многу други економски мерки кои што нашиот економски тим ги има разработено, кои што во следна прилика ќе ги елаборираме со јавноста.